Преспанскиот договор не е завршена работа, смета председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Лидерот на опозицијата за Алфа вели дека не може само затоа што некој го поддржува Преспанскиот договор да прави што сака во земјава и при тоа да не поднесува одговорност. Според него, Македонија тоне во криминал, лаги и корупција и тоа не може да се покрива со божемна меѓународна поддршка за власта, која во пракса и не постои, посочува Мицкоски. Не може да е завршен Преспанскиот договор, а ние да сме најкорумпираната и најкриминалната држава во Европа, 111 сме. Не може да е завршен Преспанскиот договор, бидејќи не сме земја членка на Европската унија. Не може додека постои ВМРО да е завршен Преспанскиот договор. Не може вие да имате двојни стандарди. Ако е некој про-Преспа, тогаш да му дадете дозвола за убивање да прави што сака, да краде, да плячка, да нема реформи, да лаже, не може. Тоа не го прифаќам. Мицковски вели дека како партија се заложуваат за честни политичари, правда и европски вредности. Затоа за предстојните избори ќе понудат реална и квалитетна програма, како и кандидати за градоначалници кои се вредни и почитувани луѓе. А предстојните локални избори, според првиот човек на партијата, ќе бидат избор меѓу тоа дали Македонија ќе продолжи да тоне во корупција или народот ќе се ја врати државата. Ние почнуваме ексклузивно од следната недела, можам да го кажам во вашата емисија, со настани со граѓаните, во кои што ќе почнеме, би рекол, тематски да ги соопштуваме генералните правци и понуда, да ја реафирмираме, со која што ќе излеземе на следните локални избори, но и чекорот потоа, кога ќе имаме кампања за централната власт. Тоа е она кое што ние лично имаме намера да го понудиме пред граѓаните и очекуваме критика, очекуваме совет. Критиката кога велам не значи дека таа е само негативна, може и позитивна да биде, да видиме дали тоа е доволно од тоа што го очекуваат граѓаните од нас. Тој нагласи дека за да успееме во сите области, најпрвен треба да се справиме со криминалот и корупцијата и повторно да ја поставиме на ноза економијата. Во спротивно ние не можеме ниту да јакнеме дух патриотски, ниту да имаме стрекни земјоделци, ниту млади во државата. Без силна економија немаме силна држава. А потоа доаѓа образованието, се разбира, потоа доаѓаат останатите стобови. Во врска со понудата на СРСМ, Мицковски вели дека од власта повеќе никој ништо не очекува, дури ни самите не очекуваат и сега само со подкупи за плашување ќе се обидат да излачат глас повеќе.